Здраво на сите, нова епизода од нашиот подкаст Нагости кај Прилепченец. Зошто се вика подкасто така, тоа ќе го дознаете во последната епизода од првата сезона. А сега благодарност до сите оние без кои ова идеја немаше да се реализира. До локацијава кај што снимавме, до пицерија Таверна 1990 и до домајчино Менде Младеновски, воедно и нашата логистика цело ова време. Благодарение до Бојан Илиевски, директорот на фотографија и светло, благодарение до Јосиф Трајковски камера, до Љупчо Тодоровски дизајн на звук, благодарение до нашите пријатели, стоматолошка ординација Караджовски, пекара Алекс и моје пазарче. А сега нешто за гостино. Гостин во оваа епизода ни беше Прилепскиот Индијана Џонс, човекот со 1000 приказки за Прилеп и Прилепско, муабетевме со Тренчо Димитриевски. Ова е? Добро, ај живели. Ајде, назад. Добре, дојде во првава епизода од подкастов, значи, со тебе севте. Добро ве најдов и сакувам голем успех во иднина. Се знаеш како, во првава сезона, мислам дека епизодава со тебе прва ќе ја пуштиме. Прво малце ќе ја чапниме историјава на Прилеп и Прилепско, тебе како истражувач, и после ќе ги разработиме темиве во врска со денес, што се случува со Прилеп, со прилепчани и така натаму, ама ќе почнеме од ова тебе што те најмногу што те привлекува. Се за луѓето да знаа, усвари јас да знам, и јас не сум запознаен, ќе пробаме во кратки црти да ни нацрташ, да ни осликаш за Тренчо, да ни кажеш, ама младиот Тренчо. Како почнува Тренчо низ животов за да дојди до моментот кај што одлучува да биде независен истражувач, кај што одлучува со таков ентузијазам, она што би рекле да се бори против ветерници, ама 20 нешто години, колку што ме запозна ти вчера во разговорот, да е истраен во нештото. Значи, за тој период ќе зборуваме малце покасно, сега прво кажи ни за младиот Тренчо. Само ако може една забелешка. Добро. Се уште сум млад. Да. Само 60 години. Само 60 години. И верувај, значи ова нема да биде лицемерно, нема шанса ти дам 60 години мака да те видам. Значи браво. Здрави, живи да си доживеете и до стотка. Фала. Еве вака ти кажам за мене, јас сум роден 1961, вака баш изворно. На 14 јануари на Василица, ама не се викам Василе. Кумо ме крстил како што ме крстил. Живее 12 години во Мариово, во едно село Крушевица од ова страна на реката. Оттаму е Толе Паша војводата, друг пат ќе разговараме за него. Таму основно завршив неколку класа до 6-то одделение, после 7 и 8 овдека завршив, па гимназија учев, па се запишав на... Значи бивши гимназијалец, така? Да. Да, па после еве отворено ќе зборувам дека малку ја утнав работата со моите определби, бидејќи ја бев решен од мал да пишувам. Првото беше да пишувам. Поезија, проза, раскази, тоа беше мој, така речи, со раѓањето, кога почнав да сваќам за себе, јас сакав да пишувам, сакав да бидам писател. Добро, една дигресија, кога прв пат ти кога е прв пат поривав да видиш дека чекај, мене ме влече нешто креативно, писмено да се изразам, тоа е на која возраст? Можам да речем од првите класови од основно училиште некаде, ама еве ајде кажам 5-то одделение секако веќе почна да пишува песнички. Дури од нив имам објавено во една збирка поезија. Добро, мотивите може да се сетиш на тие. Па да, тоа беа повеќе од тој простор. Дури едно време наслов ставив на збирката Селските игри в село. Или меѓутоа почнаме заедно со еден мој постар другар проза да пишуваме. Сметаме да напишеме ние нешто големо, некој роман што светот ќе го види. Меѓутоа почнаме проза, некако тешко ни одеше и продолживме со поезија. Меѓутоа да не ја подцениме, поезијата е можеби најтешкиот вид на уметност. Меѓутоа ние тоа кратка форма, се песнички си пишувавме. Значи преку поезија, преку тој уметнички порив? Да. Подосна јас продолжив со поезија и објавував негде, дури подоцна, кога дојдов веќе овдека во овие секции литературни во гимназија,
малку во нив учествува, после на факултет, од како отидов на новинарство, таму на филолошки, во Мугри се викаше еден клуб литературен, во него учествував, објавувавме алманаси, во нив пишував, во студентски збор, во Млад борец, во не знам, од некоја списанијата објавував нешто, почна да објавувам поезија негде. Доста објавив збирка поезија, на конкурс ми ја објавија, ми ја прифатија, значи беше тогаш книжевна младина Македонија, веќе тоа не постои. Доцна, во која смисла доцна? Па доцна, мислам некаде на 29 години можеби првата збирка би. Аха, на 29. 90 дали беше, сега не знам, и тоа беше прифатена на конкурсот Алфа се викаше. Значи Алфа, почетната буква, значи почетен конкурс. И ја прифати, така се објави, таа Отпадник ми се викаше збирката. Доста пишував поезија која што можеби дури малку и на проза личеше, ми тоа сакам малку да не сакав туку нешто ме тераше, некој порив имам да откријам нешто. Во тоа време се суштинските работи во светот, значи што е просторот, што е времето, што е човекот, кој сме ние во простор, така отприлика. Еве, значи онтолошки мотиви уште. Да. Сега во меѓувреме се занимаваш со новинарство? Со новинарството како почнав да занимавам, дури на некои од вежбите употребував поезија. Значи не ме напуштало, тоа и сега не ме напушта поривот за поезија да пишувам, објавив, значи подоцна објавив уште една збирка поезија, па објавив една детска збирка поезија, се вика Две принцези. Втората се вика сериозна поезија, рефлексивна, ајде речам така, на Тесно небо. Интересно е, со незе се во исто време излегоа две збирки Тесно небо. Веројатно слично било чувството во поширокиот простор, и тоа одбитува беше човекот и мислеше дека сум му плагирал нешто, а ја него не го познавав, ниту нешто негово сум видел. Значи во истата година излегоа тие ист наслов Тесно небо. Многу слични? Да. Пријател ми е, со него сум разговарал неколку пати, меѓутоа не сме разговарале за тоа што се случувало, а се подготвувал да бара адвокат и така натаму. А зашто дека се дека како да сум го плагирал, или насловот сум го плагирал или не знам. Инаку Отпадник исто така на некој начин е, кој беше сега, ќе сгрешам, еден од српските автори има роман Отпадник се вика, ај сега не Добри се Чосич, кој беше, сега не сгрешам нешто, не ми е блиско. И тоа исто така имаше, ја после разбрав, не сум го сетнал, тоа не сум го читал. И ми сугерира некој што знае дека ти ка си го украл насловот. Па ова е поезија, рекол се, и така се чувствувам. Првата песна ми се вика Отпадник и на незе. Добро. Да, ама ова што го кажа поклопувањето со некој друг автор во содржинава, тоа се случува низ историја на човештво, познато е на доста места и во наука и во уметност, кај што во ист временски период, тоа се работи, да речем, ајде, некош може пола година, еден научник во еден крај од светов, друг научник во друг крај од светов, значи самостојно работа на нешто и независно еден од друг и да до исто сознание. Достигнале сличен резултат. Така, истото се случува во уметност. Па да, ова беше малку фрапантно за мене, бидејќи викаме фрапантно. Од друга страна вака го саќам. Како што е сега овој момент за сите нас сличен од многу аспекти, Ние живееме во исто време, во исти услови, под исти и духовни и материјални услови, и сега и слично размислуваме, нашиот софтвер така работи. И можеби затоа, а немаше ништо, значи човекот помислил дека добро, тоа се тие работи. Позна детска поезија пишував, токму од детството, она што го почнав, продолжи во по возрастните години и некаде 93-94 година објави збирка поезија детска. Две принцези, така се вика, баш и тогаш веќе и своји деца имав. И дури ги посетив нешто така. Дури сме кај своји деца, татко си на две ќерки прекрасно. Значи... Да дава Господ сега ќе се треба када си изразам, бидејќи тоа е еднината. Значи на две ќерки. Да. Добро, ова не го знаевме, и јас не го знаев дека поезијата, пошто мене ми е исто така поезијата. Добро, пишував и раскази сега, значи раскази имам објавено доста раскази, дури се така се имам склопено една збиркичка од раскази од 100 странички. И тоа условите се лоши, тоа сега веќе е прозаична тема да не навлегуваме. Исто така раскази објавив на многу места, објавив есеи исто така. Мене ми е својствено или сакам можеби, може и не сум ни доволно изграден за тоа, меѓутоа сакам да размислувам, да анализирам
мислам дека способноста за аналитика е кај мене така поизразена. И секогаш сум сакал да кажам за состојбите малку од повеќе аспекти, да ги објаснам состојбите. Значи ми ова денешна состојба, ми тоа малку го напуштив тој ангажман, да речам, во некаде 90-тите уште години можеби, почнав повеќе новинарство од 90-та до 2000-та година, пред 90-та исто така занимавав негде. Подов на факултет 85, 86, 87 на студии, а после 89-та, 90-та бев во радио Скопје, втора програма имаше тогаш, таа ја укина, после се вратив Прилеп, требаше да останам таму, меѓутоа јас сакав да бидам тука Прилеп, па дури и Мариово поблиску до моето село. Не знам, ме влечи овој простор, не поминав, сега не поминав убаво, не се знае што е убаво поминување во животот, меѓутоа од материјален аспект, ајде да не речем катастрофално. Благодарен сум што ете и ги спомнавме и моите деца, сега се веќе многу по, како да кажем, поситуирани од мене, и тоа е добро, меѓутоа многу лошо поминав од тој аспект. И тоа неверојатно многу не сум му дала значање. Ама низ ова јас барем што го знам за тебе, гледам дека тој материјален момент не е еден од главните мотиватори во твојот живот. Не е за жал за некој, ти вика како ти живееш, од што живееш? Ама за жал за некој, па еве 60 години имам жив, сум уште толку сакам да проживам. За жал за некој, ама може и за среќа за нешто. Па да, добро. Морам сега дека дојдеме од темата, јас морам да кажам дека нонашо пак сакат и поезијата и прозата и после ова што го започнав, после ќе кажам кога го започнав, со новинарството, значи новинарство многу работев активно меѓу 90-та и 2000-та година. И тоа посебна тема што ме интересираше беше материјалната култура и историјата на некој начин, па и етнологијата и пошироко. Дури се замислував. Уште за време на студиите? Па уште за време на студиите можеби, меѓутоа повеќе после студиите, како почна да работам така теми, па можеби уште тогаш. Јас се објавував на пример по некој текст таков аналитички есеј или некој аналитички извештај. Уште пред 90-та можеби нешто Пулс тогаш, или 1991 кога почна Пулс. Ние немавме во Македонија весник во кој што може да напишеш аналитичка тема. Тоа е веќе друга тема. Значи, Пулс е прв во Нова Македонија, дел Нова Македонија беше кај што можеше да направиш тема во која што може да ги вклучиш сите, ајде да речам, сите сензори и да направиш тема аналитичка за одредена состојба, за одреден настан, за одреден личност, ако сакат. Значи, така да се. Имаше прилика да го печиш новинарскиот занет? Да. Имаше прилика? Па имав прилика. Јас можам, вака сам да кажам, никаде не сум бил ангажиран онака со статус, како да кажам, со вработување, со плата, никаде не сум бил. Значи дипломиран новинар? Дипломиран новинар, да. Ама во тоа време мислам денеска апсолутно новинарството. Едноставно јас не се снајдов. Или не можеби не сакав ни да се снајдам. Не онака баш буквално не сакав. Сакав како не сакам, сега сакам да се снајдам. Меѓутоа не можев да ги потребам тие начини, тие методи кои што, тие принципи да ги прифатам кои што ги бараше времето и ова време што ги бара. Јас и сега не можам тоа да го правам. Значи, кои се тие принципи што не можеш да ги прифатиш? Ајде да сгрешам, значи можеби не е така, меѓутоа за жал треба да бидеш добар со авторитети, со групации, со политички структури и така натаму и така. Јас сум ќе кажам тоа, значи отворено. Еднаш и дури владата ме прогласи за директор на Центарот за печат радио и телевизија, само ја не седна во фотелијата. И тоа така остана. Ја пуштив глас дека ќе, ако влезам јас таму, ќе го обстанам тој Центар за печат радио и телевизија, дека имам начин како тоа да обстанам, и тоа никому ништо не му значеше. Тоа беа политички превривања, промени и така натаму се направи некои, како да кажам, дури можеби интервенции од институции меродавни, судски и вакви такви. И мислам дека тоа се осуети таа работа. Тоа не битно. Јас воопшто не се трудев да дојдам. Ова е периодот кај што живееш во Скопје. Во Скопје си овој период? Не, ова со директор во Прилеп. Значи, во Прилеп. Во Скопје додека живеев, тоа е некаде од 90-та година, тогаш и се оженив, ајде и тоа да го кажам. И уредникот беше Тодор Чаловски, од Галичник по потекло, писател, беше писател на друштво на писатели и така натаму. Викаше, јас ќе ќе ти со мене ќе идиш, што ти ја укина
втора програма и тој чадеше во прва програма, во документарна програма, како се вика таа, документарна, да. Тоа за мене беше, навистина би било интересно, меѓутоа ниту сум размислувал веќе да останам таму. Пишував јас и во Остене, веќе ви кажам, значи во сите, во повеќе жанрови се опробав. Во Остен пишував подолго време, тој е хумористичен вестник, не знам дали знаете за него. Во Нова Македонија излегуваше таков хумористичен вестник и пишував и така. Под псевдоним пишував, под лично име пишував. Не под псевдоним да се скријам, тука е може би интересно е за го слушни некој бидејќи од Мариово потекнувам и преселен во Прилеп и направив еден псевдоним Ѓоре Градскио Мариојцо. Добро. И го објаснив уште прво тоа дека јас таму во Мариово сум се викал Ѓоре Ѓорѓија, не е битно. Меѓутоа, кога сум дошол овдека во градот, сум се обидел да се снајдам, да се сместам некаде, да живеам некако, не ми се допаднало, не сум успеал и сум се вратил во Мариово. И сега дури бе во Прилеп ме вика Мариојцо, ако се вратив во Мариово ме вика Градскио, и затоа беше тој Ѓоре Градскио Мариојцо. Така. Добро, Сега. значи во да. Тренчо, она што ми беше тоа замислата со воведов, и доста брзо говориш. Мислам дека Може малку да ускорам. доста брзо говориш, голем број на информации му дадовме на луѓе, не Да. за да успориш друго сакам да кажам. Му дадовме голем број информации за она баш ако ти текнува на прашањето како го почнев да го видиме младиот Тренчо Шупре. Така, и сега ти ми даде колку тука нас. А можеш малку да кажам? Многу, да. А ќе кажеш слободно За младио. Се можеш да кажеш апсолутно за младио. Само исто така ме интересира пред да се префрлиме до ова дејност поврзана со Прилеп и Прилепско. Со истражувачкава твоја независна дејност за Прилеп и Прилепско и за минатото на овие простори наши овде. Уште нешто сакам да дознам од тој период. Дали дури трае ова твое школување основно, средно, после на факултет? Дали во овие периоди, овие твои, да речам, поетски излети во живото, сето тоа со пишувањето, дали паралелно со ова има процес натрешен кај Тренчо, кај што внатре во себе Тренчо се бара кој е и шо е, дали во смисла на духовниот аспект на еден човек, пошто овде ми се чини дека се работи за човек што трага и во себе, не само надвор од себе по некоја вистина. Апсолутно. Дали овде имаме паралелен процес на внатрешна некоја еволуција кај што ти во себе дознаваш што е едно човечко суштество и така полека идиме до овој Тренчо што е денес. Па ја мислам дека всушност тој Тренчо тогаш најмалиот и сега нема голема разлика. Ќе кажам зошто. Значи тоа беше нешто што не успеав да го кажам претходното излагање, дека јас уште како дете постојано ме интересирала природата, ме интересирало што има зад ридчето, што има кај карпите, во шумата, по просторот, секогаш мислев дека има нешто плюс од она што го гледаме. Например, поминуваш по теренот, меѓутоа гледаш трева, шума и ја мислев дека има уште нешто плюс. Што е тоа плюс? Тоа е она што го оставиле генерациите за нас. Но макар убаво ми звучи, што го оставиле поколенијата за нас, во илјадници години можеби. Како да кажам? Па по истиот простор се движеле, тука составале, тука граделе, рушеле, палеле за жал и се убивале и крв течела и сето тоа, и ја мислам дека е тоа присутно на просторот кај што сме. Јас од мал несвесно се движев, нешто ме тераше. Некојаш по цели дено јас ќе се заскитам со некој другарче, можеби дури и сам, по простори околу моето село уште кога бев таму до 12 години, и ќе се заборавам да се вратам дома дури вечер негде приквечер, кој ќе почне да се стемнува. Па ќе се родителите ќе се грижат па кај се децата па што се. Дали денеска можеш то нешто што те тера, то нешто што е тешко за дефинирање, што е тешко за опис, дали денеска можеш првенствено себе си малце појасно да го согледаш што е тоа? Тоа е желбата за сознавање на просторот и на содржините во просторот. И на откривањето на не само на просторот сега, не само на тој материјален
момент, туку и на духовниот момент, на она што се случувало во тој простор кој се движел, како се, значи на осознавање на времето зад нас. Во таа смисла го гледам тоа. И затоа подосна јас иако одев на факултет, дури малку спомна спатив, се запишав и на металургија, што немаше врска со мојата духовно, со мојата. Еве уште една новина за тебе. Да. И новинарството кога се запишав, моите желби беа писателски. Да пишувам. Меѓутоа не сакав да се запишам на книжевност, сметајќи дека е тоа некоја рамкирана формализам, формална некоја ситуација таму која што ќе ме фати во некоја рамка и тук не ќе можам многу да мрдам. Ја мислам новинарството е близко, значи пишување во на форма, како да кажам, основно, елементарно, и тоа е пишување. И мисля, че запишам новинарство, јас пак ќе продолжам да пишувам други жанрови, да речам, не баш новинарски. Макар да со новинарство започнав. Еве зошто репортажата ми беше можеби најумилениот жанр. Репортажата и денеска ја практикуваш како новинарска форма во Пелагон. За жал малку. Да, може. Има елементи, има доста таков аспект до тоа. Меѓутоа, ја на пример 90 или 89 година не сеќавам, дори добив една прва награда за репортажа, тоа што Трудбеник имаше весник на работниците, беше весник Трудбеник, се викаше, во Скопје излегуваше на ниво на Македонија и имаше конкурс секоја година за репортажа, за песна, за и така натаму, не знам зашто имаше. И јас случајно добив прва награда. Еве, ќе ви кажам, некој вика дека врски, дека контакти, дека влијание, ја добив без да. А мои пријатели беа некои во комисијата, не знаеа дека е тоа моја подшифра беше и баш ме радува, значи добив една прва награда и тоа беше и добра сума беше првата награда. Значи го нацртавме, чекај да ги замало некој од другарчина да ми тура мене пивце. Значи го нацртавме, јас да се напијам и ти таман да искористиш прилика, значи го нацртавме од прилика, го нацртавме под наводници тренчо од младоста, значи некој негој особини, активности, стремежи од тоа време ги имаме. Значи му илустриравме на луѓето кој е Тренчо сега од тој период. Сега одиме да речам понатаму низ времево. И муабетот вчера, мислам дека во врска со година беше спомнато 1900 така 1900 Што конкретно? Сега чекај. Ајде оставиме, че се сетам, небитно. Добро. Со ова се занимаваш, значи со истражувањево се занимаваш колку повеќе 20 години? Од 90-тиве? Повеќе. Еве ака, значи јас започнав да пишувам во Нова Македонија, ама не она со статус со се, хонорарно. Пишувам, ќе пуштам текст, ќе го објавам. Во овие после излегоа неделници, месечници можеби некој имаше повеќе, Свет, во Пулс, значи, прво почнуваш за меѓутоа пишував такви теми. Значи првите така ангажирани теми што ги работев, есеи, расказ нека добиви повие стремеш, списание и така натаму. Би беа ангажирани теми, јас така започнав. 89-та кога појдов во радио Скопје, исто така се занимавав со пак повторно со ангажирани теми. Значи одев и на овие дневни настани, на промоции, со култура. Тоа беше културен разменик, се викаше емисијата. И тоа повторно се занимава со аналитика, со коментар, со имав желба да кажам повеќе. Твое видување на така. И тие добро одеа, дури не ми знаат. Уште првпат кога влегов во редакција хонорарно и во размерник беше тоа половина час емисија, мојот текст одеше прв, бидејќи беше таков ангажиран. Коментар беше. За состојбите во културата се не сеќам за што беше. Меѓутоа, тоа така почна. И после така си течеше такви теми. После почна дури една како емисија правев малку, кратко ја правев, заврши тоа радиото прекина. Некои теми такви есеистички, обработени за актуелните настани. Да речеме, ми такнува за војната во Босна, ако беше тогаш, тоа време, се чини во Босна, беше. Јас направив еден текст, така со музика од ај сега ќе ме потсети, тоа е со ова тешка музика, технометал, како се вика, Лајбах групата, Лајбах, словенци? Да. Словенците? Грмеш и баш јас си дојдов од Скопје
и прошета по булеварот тука, имаше скари и такви работи музика и пуштено радиото и јас баш и тогаш слушав, се викаше Здивот на војната, текстот ми се викаше, ама со музика, разделен така нешто. Лајбах е предвесник, мислам Лајбах не е може толку позната како што се Рамштейн, ама Рамштейн се нешто што е многу слично, а овие се многу постари. Лајбах словенци има влијаено на еден Рамштейн што е денеска светски познат бенд. Добро, ама и во наши рамки беше, тогаш беше уште така Југославија и некако јас многу со музика не сум занимавал, ама тоа ми било така, ми оставиле печаток. И јас барав од нив музика да снимам таа емисија. Имав идеја да снимам такви емисии со такви текстови. Па дури да внесам некогаш и соговорници, малку тоа се тоа. И тоа кратко време беше, кина втората програма и тој ангажман заврши. Сега да кажам ангажирани теми, цело време ме интересира ангажирани. И истражувачки теми. Кога се дојде во Прилеп, мора да се занимавам со дописништво. Тука сме, значи се враќаме во Прилеп, страста за пишување е уште присутна, ама уште... Да, ја цело време пишував и поезија, пишував раскази. Да, ама уште не си јасен во твоите активности, во смисла скроз да ја насочиш твоја животна енергија како што ти е денеска, уште тука тоа не е дефинирано, така? Уште можеби се бараш на својот животен пат, каде, шо, како. Тоа е само, она што го спомнав уште од детството, желбата за сознание, посебно за просторо, она што се крија во природата, оному кај што се движеле заубаво. Кај што се движеле нашите предци, како да кажам, во долги периоди, тоа секогаш ме копкало. Дури како да било живо во мене тоа да осознам, сега кој се движел на овој простор, јас сега кај што се наоѓам и кој тука некогаш престојал таа вака грубо да кажеме. Страст те влечи. Да. И сега тоа е подосна, значи, кога, да се вратиме пак во Прилепот, како се вратив од Скопје, кога започнав со различни теми. Влегува во некои многу непријатни ситуации, кај што се пишува за криминал, во фирми, предпријатија, тоа што ќе кажа, за директори познати, за авторитети. Јас пишував за повеќето нив, сум ги спомнал, према никој имам гревој, ама во наводници ќе речам гревој, бидејќи мислам дека во глобала не сум погрешил, дека не работеле баш. Какви ни се односите со гревоите денеска? Си простуваме? Односот со гревот. Ја мислам дека гревот денеска дури како да е нешто подизгубено, го нема значењето самиот термин грев. Ние не знаеме што значи фактички. Али мислам дека ти знаеш што значи и знаеш дека ние како луѓе секој ден грешиме. Некому и некој нас не греши. И затоа, значи... Основно е, значи, не можеме да бидиме безгрешни и не можеме да не сгрешиме. Меѓутоа, ајде сега тука околу тоа нешто дека проблемот е во тоа, ајде па сега поинаку колку се толерираме, колку сме флексибилни, колку сме попустливи, колку можеме параболи да правиме и така натаму. Значи, простувањето е решение. А покајувањето исто така уште може поголемо. Ама простувањето не како чин, туку како состојба. Како состојба, да. Не како чин, како состојба. Ова време многу се споменува таквите работи, таквите термини, ама тоа повеќе терминолошки, повеќе буквално, фразеолошки во ствари, не суштински. Значи, сите асоцира на тоа дека треба и да си простуваме, дека треба и да се покајме и така натаму, меѓутоа многу малку го прават тоа. Повеќе како фалба дека ние сакаме тоа да го правиме, знаеме тоа и така. Може би поиќе како нешто формално, може поиќе нешто како нешто екстерно, може поиќе нешто како како да го кажеме. Далеко кај нас е нагласено, мислам, чувството за правда. Ама за нашата правда, за личната правда. Мене да не ми сгреши Далибор. А јас воопште може не размислувам дали сум му сгрешил на Далибор. Значи дори може би е ситна некоја ситен греф, ајде да го наречам, може би случајно во поминување не забележувајќи, ајде да спомнам така, сум го згазнал Далибор на прстот, на ногата. Меѓутоа, мојата правда е многу битна. Како ти ме згазна, како ти ме повреди и така натаму, и со збор нека е слична некоја повреда. Значи не знаеме да правиме параболи, ајде пак да го потребаме и малку да бидеме пофлексибилни во тој однос и да ја разбереме малку подруго ситуацијата дека можеби
може би тој греф што е направен, може би не е од намерен. Апсолутно. Да. Ама за жал има и намерни. Тие намерни се гревови, тие всушност и не се гревови, тоа се злостори. Така? Да. Значи, ја сега малку навлегуваме на поинаква тема, и тоа злостор и греф не е исто. Значи, греф можеш да направиш ненамерно или не обранувајќи внимание, пак си ти на некој начин грешник, меѓутоа, злостор е кога ќе правиш намерно нешто и некого со намера, со умисла да го повредиш. Па ако сакате во законот, делата со умисла се повеќе казниви, така? Со простувањето, мислам дека од целокупно значење и целокупнава содржина на простувањето како процес, како состојба ова што рековме, како моќ некоја исцелителска, од сето ние го имаме само простувањето како форма, како збор, како чин. За жал. Ние не сме свесни дека не мораш да изговориш ти простувам, ние не сме свесни дека не мора да напишеш, дека не мора да се додвориш, да даеш поклон. Значи, ние не сме свесни дека може и само тишина да има надвор, а всушност внатре, ако стварно простуваш и ги отпушташ тие работи, може да се сега ќе ти кажам. случи целокупна трансформација на една личност во позитивна смисла. Ајде да ги материализираме гревовите, како материјално да ги погледаме, како сопки. Може грев да биде сопка? Може. Да. Значи, ако некој помислиш ти направил грев и сега ти се упатуваш како да му вратиш за грево и така натаму, ти веќе си се спатил од собствената патека. Си излегол од коловозот кај што си се движел. Бидејќи насочувајќи се тука, тоа не знаеш до кај ќе те донеси. Може би скроз ќе те изнеси од себе и ќе те однеси некаде во некоја друга форма, не посакувана, не твоја и така натаму. Всушност, личното ќе го заборавиш, личните амбиции, личните способности, личните, како ти кажам, намери за нешто да направиш, некогаш како сопка, се сопињаш и тргнуваш сега во друг правец. Па, како да кажам, некои големи гревови можеби не можеме да ги надминиме, мораме да ги решиме. Ама некои од тие помалите, ајде, било поминало. Значи, во таа смисла да кажам дека грешка правиме без разлика дали некој заслужува да му се врати, ајде казна, вака грубо да кажам. Меѓутоа, правејќи напори за да вратиме за некаков грев кај некого, всушност си правиме ние големо зло, како што рече да бидеме слободни во себе, со едно широчина во себе, и за да можеме тие ситни работи да ги занемаруваме. Да вратиме ова, само уште малку ќе се задржам на темава, да вратиме што рече, изминативе денови неколку пати тоа го спомнувам веќе со од 2 во 3 наврати, ова со враќањево. Значи, ние заради тоа што имаме слобода, можност на избор да не вратиме. Затоа сме луѓе. Значи, животно, соочено со смртна опасност, тоа нема избор. Тоа враќа со иста мера. Ако напаѓаш дива свиња, или ако напаѓаш мечка со мечина, значи таа нема... Тоа е проблемот на инстинктот. Значи, животните по инстинкт. Апсолутно. Инстинктот е оквирот во кој што... Ајде, татко ми да го спомнам, млате починат, тој викаше, ќе ме праша мене, што е разликата меѓу човекот и куќето или животното? И јас не знам како му одговорам, човекот има и разум. Човекот кој кога тргнува во некаде, кога има некоја цел, кога се упатува кон некоја цел, однапред размислува и како да се врати. А животното тргнува по инстинкт, следејќи ги инстинктите за да преживее, за да дојде до храна и така натаму. Тоа вака елементарно, вака грубо кажано, за мене разликата меѓу човекот и животните. За жал, не можеме сега тоа да го, како се да унифицираме, да го генерализираме за сите луѓе, бидејќи можеби сите не сме доволно изградени, сите имаме различни намери, сите имаме различни цели. Меѓутоа, се концентрираш на себе си, да се градиш себе си. Тоа значи дека токму тоа, да не се сопињаш на сечија реакција, на сечија удар, на секој притисок и така натаму. Значи... Дури да се дистанцираш, да живееш еден живот својствен,
и да го следиш и да го наградуваш токму него. Ако се вртиш на сите страни и ако се насочиш, па трчај малку лево, малку десно, веќе енергијата ја Ако го трошиш. рајчеш на секој со иста мера. Не. И да не се сопињаме на мали Така, камења. така. Да. Затоа сме луѓе. Да. Ова што го рековме, значи животните нема избор, ма ти имаш избор. Дали луѓето денеска има избор? Може би 90% луѓето нема избор, враќа со иста мера. Ти мене така, јас тебе исто. Затоа што е тоа еден несвесен образец на однесување, анималистички, што е во нас, може би некојаш не сме свесни, не сме го освестиле, али тоа има потекло свој корен во свето на животните. Апсолутно, Тоа е апсолутно. анималистички сме- образец на однесување. Во основа и животни Така. прво. Ама зошто сме луѓе? Затоа што можам да те навредам, односно можеш да ме навредиш, или го имаме во нашето православие и во христијанство, ама го имаме и во многу филозофии и религии на истоко. Значи јас можам, ти мене кој ќе ме навредиш, да не ти вратам. Она го имаме кај Христос, ша вика, Да. сврти му го на други образ. Во природава не знам што има друго таква мојч како човеко, да не врати со иста мера. Што значи? Да има таков простор. Да, во себе просто. Така, простор да не ти А, врата добро. со иста мера. Па ја мислам дека секој човек е една вселена. Има ширина Така. во себе, да. И Само си тоа, си го дали го истражувал гледам тоа или не малце, го гледам. Да. Интроспективно си го Па истражувал. добро, затоа јас спомнав уште во мојата поезија, тоа ме товарувале повеќе тие теми, така сум просторо, времето, многу сум манипулирал со тие како да кажам категории и така размислував слушно да се видам кај сум ја, како јас сум зрнце песок и така натам во времето и просторот што ме одминува, на пример, отприлика така некако. Или некои други слични такви стихови што сум ги создавал во тоа време. Значи тоа биле таква е жалбата. Значи мојата поезија беше и исто така би рекол истражувачка, аналитичка, во потрагата по тоа што е човекот, кој сум јас во вселената, кој сум ја под ова небесна капа, кој сум во оваа средина. Кој е одговор на тоа прашање? Одговорот? Кој сум ја? Одговорот е некогаш тешко дофатлив, меѓутоа се градиш целиот живот, така јас го гледам. Значи, ама да се најдеш себе си во една состојба, во една област, во една тема, во една, можеби дури во една мисла која ќе те опфати, која ќе те обземи, тогаш ќе се видиш себе си каде си. Значи, малку ќе се вратам на темата првата, како јас дојдов до ова сега што сум, ако сум нешто. Значи, во новинарството не учеа на факултет, така да кажам, дека општи работи се учеа таму, полци со информации. Во времето ко постоја луѓе што се школува за новинари, тоа е некој време, а денеска имаме луѓе што работа во новинарски портали, ама новинарство не постои. Жално е тоа, жално е. Можеби после тоа да спомнем нешто, тоа е жална работа, што продолжи само. Дури е не да е жално, тоа е катастрофално според мене. Меѓутоа нема лек. За сега нема лек. И сега лекот е можеби ќе си дојде тој сам по себе со овие острана од со оние кои што сериозно се занимаваат со тоа, ама нема простор за без чувството за моралниот закон внатре, ја мислам дека не може однадвор да дојде, ама тоа е друга. Пак ќе се вратам, дали значи нас не учеа политика, историја, економија, македонски јазик, литература, се живо учевме. И сега нека што е новинарот? Тоа така се сваќаше, зборувам за 80-тите години, тој период, дека новинарот е универзален сезнајко или универзален назнајко. Сега ако сакаш да бидиш на ниво на себе си како новинар или со професијата, треба да совладаш одредена тема, самиот да се насочиш, да навлезиш во темата, зошто ова го кажувам, да запознаеш одредена тема подлабоко, значи информации да собериш, податоци да собериш, истражувачко новинарство. Тоа е дефиниција за истражувачко новинарство, ти што го кажуваш. Јас помалку навлего во колку што успеав, и уште го правам тоа во историја, особено во археологијата. Ајде да одиме сега во тој правец.
И така се насочили сме тајчи дека таа тема ме интересира, материјалната култура пред се. Вака ќе кажам, кога почнав да ги разбирам малку дисциплините повеќе, како археологија, историја, култура општо, ајдето, етнологија, етнографија, онтологија, етимологија, и антропологија. Вчера приметив дека етимологијата на зборовите добро ја бараташ, дека тоа ти е... Не, помалку, не. Има луѓе што многу. Добро, ама јас на некој начин помалку ја користам, објективно што можам, кај што мислам дека објективно. Етимологијата на зборовите може многу да ни каже. Тоа е за мене многу тешка тема. Како ше Корено. Да, тешка е етимологијата како наука, некој лесно ја сваќа, некој му личи, на пример, самиот збор со неговата форма, морфологија се вика тоа во јазикот, по неговата форма ни личи на нешто и ние сега како се вика, ние сега се обидуваме да го етимолошки да го објасниме што значи значењето. Не е лесно тоа. Значи една од тешките науки сега да кажам етимологијата, бидејќи етимологијата како потекло на аспекти збор. Треба да ги совладаш, да ги засватиш за да го објасниш терминот. Многу луѓе занесуваат. Ама потеклото на зборот некогаш може да те доведе до некои неверојатни сознанија. Неверојатни зборот се во себе содржи. Некогаш можеш со себе преку зборов да видиш апсолутно историски период како еден збор патува со својево значење. Ќе ти поправам, се извинувам. Епохи историски преку... Не, и една буква. Да, буквите, тоа е неверојатно. Според мене потекнуваат. Многу, можеби буквите, сега гласовите. Буквите во говорна смисла се зборува. Како буквата Л, буквата С и така. Тие мислам дека излегуваат од одредени многу длабоки онтолошки состојби од најстарите периоди. Ја затоа сега да кажам дека лингвистиката, да сега дека за збор, како и сега ова етимологијата, се многу тешки науки, бидејќи се преголема длабочина има. За мене јазикот започнал со првиот крик. Значи, човекот кој крикнал, кој извадил глас. И тоа е првата форма на изразување на глас. Тој глас е можеби неоформен, меѓу тоа е глас. Сега, тука е корено на зборовите на јазикот. Како ние ќе дојдеме до тоа време и кога е тоа време и како ќе се со собствениот несовршен ум ќе се доближиме. Затоа викам дека е многу тешка наука. Едно прашање. Сум размислувал на оваа тема, ќе ти кажам зашто ти го поставам прашањето, кој ќе ми го даеш одговоров. Дали се првите именки, првите зборови, дали се однесува за нешто абстрактно или за нешто материјално? Односно, што мислиш? Дали првиот збор, сега, тоа не постои прв збор, ама малце... Ќе го објаснам со една легенда тоа. Малце пластично може. Ќе кажам една легенда за тоа. Значи, што мислиш? Дали првиот збор е збор за камен, или коска, или дрво, или е првиот збор небо, Бог? Дали е првата именка абстрактна именка? Не мислам. Не? Не. Мислам, првата помисла за нешто да се формулира материјално, за да се каже што сакаме, така прилика би рекол, дека е нешто многу попрозаично, во смисла која? Луѓето и сега се бориме за некаков опстанок, за некакво како да кажам, за устоличување, за статус, за положба, за безбедност и така натаму, и мислам дека од тука произлегува тоа. Затоа ќе кажам легендата за, како се викаше тој дали Псаметих, се викаше еден од египетските фараони, кој што во тоа време, сега не знам кога, Херодот ова приказна раскажува, дека сакал да докажи... Херодот раскажува, сакал да докажи кој народ е најстар на светот. Пред да продолжиш да појасниме Херодо како ние во западнава цивилизација го знаеме како таткото на историјата. Апсолутно. Така, во западнава цивилизација кај нас. Да, кај нас е тој да. Значи со него почнува ова што ти денеска го правиш. Човек што со страст го изучува и минатово, ама систематски, темелно успева тоа да го забележи и да остави материјален писмен доказ. Основите на историјата. А сега тоа
како го правел тоа, колку фактографски го правел, колку издржано, колку со кај него, ајде се да сакам приказнава да кажам малце, ама Продолжи кај него е зошто преданието да го кажам, Ајде, токму тоа е преданието. една од одликите на Херодот. И го кажува како Псаметих наредил на неговите слуги, да речам, или Египетски фараон. му наредил да затворат две деца, само што се родат да ги затворат, да ги изолира во посебни кафези. И никој да не комуницира, да не допира со нив. Само да му дотура некако храна и да не се ни гледа што се вика, меѓутоа да нема контакт никаков со луѓе. И тие тоа го направиле и му наредил да слушните кој прв збор ќе го изговора. Некој од децата. И вика, го направиле тоа и ги затвориле Нововеденчина, затворени, изолирани од светот. Само што се родили одма изолирани, од мајки, никој да не се допира. Многу интересен експеримент. И првиот збор. Ама не хуман. Тоа е првиот можеби опит, ајде научен да го речем. Добро. Тоа е опит научен. И сега првиот збор што го изговорил децата било бекос. А бекос на бригијски јазик или фригијски сакале, бригиците, малку таа исто голема тема. Чекај, двете деца го изговара истиот збор? Првиот збор што го слушнале од децата бекос е. А бекос значи леп. Затоа го кажав ова, значи тоа што на човекот што му треба пак кој стик, можеби тоа е првиот збор што морал некако, како да кажам, да го објасни за да каже што сака. Му се јади, леп на детето му се јади. Аха. Ама бекос е друго интересно, бидејќи бригиците потекнуваат од овој наш простор сега што сме лоцирани. До железното време, некаде 9 век, па и до 7-8 век, па и во анклави останале дури во римскиот период тука кај ресен Кидрай се вика еден град кај што живееле бригиците како енклава. Ама темата е голема, бригиците или фригиците во Мала Азија се преселиле како фригици, таму се познати, па тоа е поврзано и со Троја, и со голема Фригија, Мала Фригија, Троада, таму живеат лидици, ликици, не знам. Ова се племина. Да, тоа се племиња кои што се сите на некој начин карици, блиски, поред пишувањето на старите. Сродни, ама сепак различни. Има посебни имиња, меѓутоа се многу сродни по култура, по јазик, по културни белези и така натаму. И затоа тоа Псаметих, што да кажам легендата да завршиме, рекол најстар народ на светот се бригиците, а после сме ние египтяните. Аха. Значи тој сакал да докаже кој е најстар. Иначе, моето размислување, ова апсолутно е само мое размислување, никој не сме да го свати за сериозно, ниту научно, ни ништо, едноставно размислување на човек што го интересира. Ако е сериозно, не така. Значи, човек што го интересира зборот, што рекоме за етимологијата на збороите, често сум размислувал како е настанат зборот, како човек што се служи со зборови и како човек што знае дека зборот... Добро, на Библијата вика на почетокот беше збор. Беше збор, апсолутно. Сега, ќе бидам краток. Јас па, напротив, мислам дека првиот збор е апстрактна именка, затоа што се што се однесува за материјално и за нешто што е опипливо, човекот можел да го покаже, можел да го допри. Да. Ама првата негоја важна внатрешна сензација, може би доживел некоја метаноја, не знам што се случило, со тој прв човек, тоа било искуство за кој што не можел да покаже со прст. Например, камен, жена, дојка, дете, храна, можел да го покаже со прст. Ама ова внатре не можел. А сепак има таква важност за него, може би пресврт во неговиот живот. И видел колку тоа е важно за него и сакал да го сподели со другите. И затоа мислам дека првиот збор се имал потребата некако како да ти го споделам нешто апстрактно, морам да ти кажам нешто со и како да ти кажам, ќе одберам некои гласови. Да, мислиш значи небо. Кога виделе како да небо или земјата. Пример искуството дека она што рековме можам да ти вратам, ама можам и да не ти вратам. Искуството дека имам тело, ама во мене има една димензија што е можеби и го надминува телово. Некое такво внатрешно искуство. Да, па постојат и такви. Или можеби овие искуства што ги имаме како религиите денеска во спиритуализмот се исто така познати како некој како просветлување, во христијанско божење, во на истоков нирвана.
може би првиот човек, Способности, да. така? Да. Првиот човек на човечко искуство некој внатрешно и кога го има, сака да го сподели и вика збор некој кажува. Мислам Ова се два различни Да, пристапи, различни пристапи. теории како започнал создавањето на јазикот сега. Пази, јазикот е нешто Јазикот е едно од нештата Револуционерно. што многу ти користи во твоите истражувања. Не, тоа е многу да, сигурно користи тоа, бидејќи пак ќе речам, значи човекот од како знае за себе се обидувал да најде начин за комуницирање. Прво може би комуницирале со гестикулации, со раце, со нозе, не знам како, со игра, со и тоа е многу интересно сега ако навлезеш во таа работа, играта, ритуалите што ги правеле. Ние денеска ги правиме како културен производ, како културна манифестација, така ги ме се речеме И на оро, некој песна, начин како меѓутоа тие се настанати во една строго поинаква состојба. традицијско враќање на Не, долг. тоа било нешто што било во нивниот живот потреба. Нешто со кое што живееле, кој што морале да го прават и кое што му било дел од најсуштинското живење, како да кажам. Значи тие обраќањето кон божествата, додворувањето на божествата, обидот да ги смилостиват божествата, игрите што мислеле дека треба, движењата што мислеле дека треба да ги прават. Од тука се произлезени овие, дури и гласовите, и термините, па и преданијата, митолошките преданија. Па дури и сега се вели дека некои од митолошките преданија се настанати, не некои, може повеќето, не знам, дури се настанати под влијание на овие опојни субстанции. Значи под влијание на опојни субстанции. Дека таква форма митологијата дури дека е настаната. Тоа ги употребувале нормално овие свештеници, волшебници, врачеви, тоа што поставиле тие Шамани. Така се дека тие шаманите се дел од тоа. Значи од тие Прв религијски облик, религијски, магиски е шаманизмо. Тоа е многу постаро нешто од денешниве, да речеме, официјални религии. Официјалните религии се само како да таа се таму неотворено. денешна манифестација на религијата. Зависи кој како го гледа тој верник, на пример, поинаку би ви го објаснувал тоа, меѓутоа оној што истражува религијата како феномен, тоа е еден вид еволуција на духовниот свет, на тој религијски дел од духовниот свет, да речеме. Значи еволуција во смисла на развој на и религијата си има своја еволуција, како што има, речеме сега, затоа ние некош малку не сме толку стручњаци, немаме толкаво познанието, да речеме пандан. На денешни култови со култови од пред христијанскиот период или не е битно или пред муслиманскиот, тие се пандан пак, значи се со атрибути кои што ги имале претходно некој. Значи тоа е долг процес и затоа првите божества се фактички небото и земјата. Значи мајката земја, таа се создала. Сонцето и водата? Сонцето исто така, да, меѓутоа, како да кажам, од земјата се раѓа, а сонцето пак е факторо или богот кој што предизвикува да се создаде земјата. Тоа се универзални небесни тела што биле такво страшно обожување, длабоко обожување, без дури и денеска ние можеме и кај нас да најдеме такви елементи, мислам, духовни кои што гледаме и во сонцето, па и во земјата на тој начин, на водите, за жал не до тој степен. Например, ние сега воопшто не размислуваме колку е тоа благородно. Водата тогаш ја почитувале како божество и не правеле ништо за да ја загадат. А ако не ја загадат, има за себе чиста вода за пиење. Сега ние се помалку имаме. И што е сега? Да бидиме религиски, да веруваме во Бог, да бидиме религиозни сушности или да бидиме нерелигиозни е подобро? Вака грубо да го кажам, да бидиме религиозни, да не ја загадуваме водата, или да бидиме нерелигиозни, атеисти и така натаму, ама водата ќе ја загадуваме. А вода треба да пиеме. И сега имаме проблем, вика, битката за водата веќе е започната во светот. Ако налезиме во тоа, големите моćните сили во светов, моćните држави веќе се борат за водата и секаде кој има изворска бистра вода, веќе се обидува да воспостават контрола. Секој човек има моќ за контемплација. Буквално секој, ако си се родил, имаш моќ за контемплација. Сега можеме да земиме едно дете
и да го во 4 различни годишни времена, да го ставиме по 3 дена да седи на едно место и да гледа што се случува како последица на дожд, што се случува како последица на сонце во одреден период. Да, како реагира на појавите на... Да речеме во близина на некоја овошка. Што еве јаболкница нека види. Значи може да види само во дете што ја дава хранава. И тоа е доволно за да сватиш која е важноста на водата. Добро, сега во психологијата малку се објаснува поинаку тие поими дека детето со раѓањето е табула раса, дека е чисто, макар да со се како да кажам, ние можеме да веруваме на тоа, да се сложиме со тоа или да не се сложиме, или можеме има и поинакви сознанија. Сепак може би она некој нови. Тоа е пак се легендата што ја кажав дека токму на тоа дека детето со самото раѓање и после само почне да размислува дали по инстинкт, дали по присила, како да кажем, под принуда, под глад, од жет, од студ, така натаму. Тие се работи фактори кои што го предизвикува човекот да размислува и да па инстинктот да му имаме на идеја со тебе сигурно епизода во нашиот подкаст ќе повториме. Значи тоа сигурно ќе се случи, пошто гледам дека со тебе можам да му абетам, но не можам усвари да ги наборам темиве на кои што можам ти. Цело време вака се зборуваш и ме инспирираш јас да се вклучам и јас имам исти размислувања на овие теми ти што ги разработуваш. Ми кажува дека имаме уште 10 минути што се несува технички и сега ќе направиме јас и ти имаме една идеја. Ќе пробаме, не знам како ќе изгледа тоа. За да заинтригираме за следната. Значи ова ние како вове за следната да заинтригираме. Ќе направиме една акција сега во 10 минути, јас и ти. И усвари така ни тргна муабетов, јас те викнав односно ние те поканивме за да зборуваме за Прилеп и за Прилепско, ма толку ни се разви интересно муабетов, се и се што доправме, а не она. Добро, се општи теми, еве така, идејата беше да му кажеме на Шали ми од општото кон конкретното. Првенствено Тренчо на прилепчани и на луѓе што живее во околинава на Прилеп, ама после и на поширокава македонска јавност, па и пошироко верувам дека има истражувачи што многу овде многу работи би нашли што ги интересира и многу би било инспиративно да престојува и да истражува овде на локалитети во Прилеп и Прилепско. И сега ние имаме еден предизвик во 10 минути само ќе наброиме на акција ќе направиме, значи ќе наброиме некои работи во кој што би оделе малце подетално да речам во нареднава епизода, пошто така ни кажува екипава што стои зад камера и гледачи не може да видат. Да, треба и ние и тие да се одморат. Иначе бројна екипа имаме овде, луѓе не може да ги видат што го гледа и слуша подкастот, така. Баш ви честитам како започнете дека сте добра екипа и верувам во вас. Ти реков вчера, пошто да не биде дека само сега пивце пијаме, вчера со тебе пивце пијавме, дури правевме муабет малце околу тоа како ќе изгледа разговоров. И јас што ти реков, дај ми 5, Тренчо, дај ми 5 работи што мислиш дека се значајни во Извини, тоа ми е жал ја за 5 работи. Не знам дека се многу, ама јас ти реков 5. Ми е жал за другите. Така, сега, еве го, златниот Facebook Messenger, така, тука се договараме. И сега значи, акција сега ќе правиме. Висока. Тоа е едно од првиве работи. Добро, може да речам круцијално, најзначајно и така. Тоа е или со кој што сум се занимавал долго време. Јас лично морам да кажам, значи очекував дека не наргуваме во тие односи како било што било со институциите, со личностите кои се инволвирани во тоа подосна и така натаму. И тоа очекував дека ќе бидеме разбрани ако со нешто се занимаваме, ако за нешто акумулираме знаење, податоци и така натаму, дека ќе бидеме респектирани од тие кои што исто така се насочени на темата или на предметот и така натаму, дека ќе биде природно и спонтано тоа така дека ќе соработка ќе се прави. За жал не се случи така и тоа е проблем. Самито таа е една тема многу ама имаме во висока имаме откритие на кралска гробница. Ако постои кралска гробница, сигурно имаме знаменита личност од таа епоха. А че имаме знаменита личност не живее во викендица, туку живее во палата, ако живее во палата. Дури немаме појма како живееле и како и каде живееле и како се доаѓале до тука, како заминувале од тука, тоа е многу проблем. Меѓутоа, точно е тоа, значи таква монументална градба како што открив сега е вака
малку нескромно може би ќе звучи. Тој беше археолошки локалитет, познат како археолошки локалитет, ама се зборуваше дека има хеленизам, или рана антика, всушност вика, ама и има доцна антика. Меѓутоа не знаеа за објекти, за ништо. Јас 2002 година, кратко ти кажам, требаше да ја завршам книгата. Извини, во која година е? 2002 е откритието на Кралска гробница. Да, 2002, всушност, 2002 беше тоа. 2002 требаше да ја отпечатам книгата Древна цивилизација 2 Мариово. Археологија, митологија, преданија, Прилепско. Така е. Подсетам ни носиш книги. Да, носам нешто од книгите, да. Некои од нив веќе ги немам како наслови, и тоа имам од следните. И решив да одам сам на висока 1471 или 2 метри некаде пишува. И се по многу пати одење таму. Сум бил многу пати. И со археолози сум бил горе. Митон археолозите што биле со мене не го виделе тоа. Ни јас тогаш не сум го видел. Одам сам горе, се качувам полека, влегувам во една шума пред врвот и налетувам на некој камен поголем и нешто ме заинтригирува. Јас чистам лисјата и излегува дека тоа е не е обичен камен, туку е блок обработен со форми прави, со косини, некој надвратник или не знам што. И мене прабати од кадлка блок тука истркала негде од погорниот. Одам горе на највисокото, фактички под самиот врв, каде што е Карпа, со Карпа завршува, под Карпата, пред Карпата има еден како да кажем, како што е вака полукружна таа тераса земења пред. Сум бил и на локалитетот. Ова еден камен блок со должина од 1,70 м, мисли че ни беше после го меревме, и ширина, дебелина од од 30 до 40 сантиметри, и тој беше нормално вака поставен, како да кажем, значи тој тука излезе портата дека била во. И уште неколку камени блокови, најдов еден огромен камен блок легнат од озгора на зид, веќе го видов и зидот, со големи монументални камени блокови до метро, метро и пол, 2,5 метри долги. Ова во тој момент си сам? Да, сам. Да. Кажи ми ја состојбава и чувствува твој што се буда во тој. Па како да кажем, тоа е навистина едно вака екстаза или едно исполнување големо, една возбуда голема, тоа е. Ќе продолжи. И тоа ја никој што така не сум го гледал, кој ми рече еден од моите пријатели, кој што многу пати, за жал, многу пати контра влезе, ми се како наместо да се соочи со моментот на откритие и да продолжиме тоа да го развиваме, прво почнаме, па после друго нешто случи. Тој вика: "Еј, зошто си молчал ти?" Ја реков вака, па ја мислев нешто вие археолозите да направите. Немек ја новинар сум и открив на работа и секој сега ќе ги анимирам археолозите, ама да бидам и јас тука. Јас имам своји размислувања, ја не случајно го најдов тоа, не случајно го анализирав целиот просторот и во 2002 јас анализирав користејќи тоа откритие. Јас направив еден текст од 3-4 странички во самата книга. Текстот се вика наслов внатре тврдина од времето на Филип и Александар Македонски, така се вика наслов, и тоа анализирав што има во околината, како има гробницата е блиску долу исто така позната, и јас констатирав дека тука е можен центар на старото пелаганско племе. Затоа тука го спомнав, и што уште тврдам, не можам да тврдам сега вака буквално да тврдам, меѓутоа тоа е со таков потенцијал дека е тука центарот на. Подосна било нешто. Значи, индиција. Да. Не мора тврдење. Добро, одиме. Не, некои тврдеа дека тој веќе град Пелагонија и така натаму не навлегуваме во тоа. Јас не можам да тврдам дека има потенцијал. Ќе разработиме посебно темава со висока. Пелагонија и сум имал прилика да ја посетам, да го посетам место и самиот локалитет и самава гробница. Стварно интересно е пред се, да речем, рипчето, односно планинчето што е над гробницата. Тука се гледа дека се гледа дека се работи за некое утврдување. На самиот врв има керамика и на прв пат кога појдов со археолог, уште не знаев за ова големата градба, најдовме монетка од 6 век негде беше. Нумија или како вика, нумија не византиски. На самиот врв култура има, на највисоки, во тоа Карпите. На самиот врв има монета од 6 век.
И керамика и се тука имало градби, има скалички, има постаменти зарамнети, можеби стоело нешто тука и така. Има алки, ти алките можеби се од првата свечна. Нешто од еден локален мештанин на приказка, дали ова само кратко, дека иделе со хеликоптери, војска, го изолирале место. Тука не. Не, значи ова е само Да, приказна се Мит, не така, се има други приказни тука. Има приказна за голем бунар. Има приказна за железна порта, па и други. Че ги разработиме приказки, значи тоа беше прво што го наведе, ова е логично Тоа е според многу што огромна кажуваш. тема и Значи, ова е археолошки локалитет, мислам дека е еден од првите во Македонија, за жал не е разработен. Значи тоа е тврдам тоа. И пред археолози. Не сум археолог. И се овде има уште 4 значајни работи, ама Добре, сега ќе ги спомним. нема да ги спомниме. Добре. За тој што ако не прател во теков на целава епизода и сме го заинтригирале, нема да ги спомниме, туку ќе сочнека следната со тебе во некоја наредна прилика и тогаш ќе ги спомниме и ќе ги разработиме, ама тогаш нема да почнеме од да речем младиот Ренчо од минатото, туку ќе почнеме со младиот Ренчо од сегашноста. Може? Може така. Може така? Може така? Може. Фала ти. Може и ви благодарам Иван и ми беше пријатен разговор и И се гледаме во наредна епизода.